Здраво и добро дојдовте. Ако учите германски, сигурно сте налетале на онаа вечна дилема со перфектот. Кога користиме haben, а кога sein? Епа не се грижете. Тука сме да ја разбиеме таа загадка и еднаш за секогаш да ги расчистиме правилата. Само накратко да споменеме дека овој материјал е дел од специјалната дигитална програма на онлайн школата за јазици Мајстор Зоки. А сега да се фатиме за работа. Да почнеме од самата основа. Значи, перфектот, кој е навистина клучен за секојдневен разговор на германски, секогаш има иста структура. Имаме помошен глагол, или haben, или sein, и на тоа го додаваме партицип втори. Знаете, оној минат облик на главниот глагол. Формулата е лесна, нели? Ама, како што велат, ѓаволот е во деталите. И тука доаѓа оној клучен момент. Како да одлучиме помеѓу овие два помошни глаголи? Кога оди haben, а кога пак sein? Ајде да ги разгледаме правилата чекор по чекор. Да почнеме со haben. Најлесниот начин да размислувате за haben е како за некоја основна стандардна опција. Тоа е така да кажеме сигурниот избор во повеќето ситуации. И еве една навистина добра вест. Огромното мнозинство глаголи во германскиот јазик го користат токму haben за да го формираат перфектот. Значи, ако некогаш се доумувате, haben е статистички најверојатно точниот одговор. Случаите со sein всушност се специфични исклучоци што треба да ги научиме. Првото големо правило за haben е многу едноставно. Ако глаголот врши некое дејство врз нешто или некого, односно има директен објект, тогаш секогаш, ама баш секогаш користиме haben. Да го погледнеме примерот. Hat das Bier bestellt. Што поставил тој? Пивото. Das Bier. Бидејќи имаме директен објект, изборот е кристално јасен. Haben. Втората сигурна група глаголи што одат со haben се повратните или рефлексивни глаголи. Тоа се сите оние глаголи со зборчето sich, каде што дејството се враќа на оној што го врши. Например, sich waschen се мие или sich anziehen се облекува. Штом го видите тоа sich, веднаш знаете дека во перфект ќе ви треба haben. Едноставно. Добро, ги покривме главните правила за haben. Сега е време да се префрлиме на другата страна, односно, кога го користиме sein. Првата и најважна категорија тука се глаголите што означуваат движење. Ајде да го погледнеме овој пример. Sind wir ins Krankenhaus gefahren. Преведено, отидовме во болница. Клучниот збор тука е sind, што е форма од глаголот sein. Зошто е тоа така? Па, затоа што fahren, да се вози, опишува промена на локација, од некое едно место до болницата. И ова не носи до првото големо правило за sein. Ако глаголот опишува движење од точка А до точка Б, секогаш се користи sein. Ова важи за сите глаголи за патување и движење, како што се gehen, оди, kommen, доаѓа, fliegen, лета или reisen, патува. Но sein не се користи само за промена на локација. Се користи и за уште еден вид промена. Промена на состојбата или статусот. Погледнете го овој пример. Ist aufgewacht. Тој се разбудил. Сега, будењето не е движење од точка А до точка Б, нели? Но тоа е промена на состојба, од состојба на спиење во будна состојба. Значи, еве во нашето второ правило, за sein. Глаголите што опишуваат некаква трансформација или промена на статусот, го користат sein. Тука спаѓаат глаголи како aufwachen, да се разбуди, einschlafen, да се заспие, sterben, да се умре, па дури wachsen, да се расте. Субјектот бил во една состојба, а потоа преминал во друга. И конечно стигнавме до една мала, но многу важна група глаголи, што едноставно треба да се запаметат. Ова се трите клучни исклучоци кои секогаш, ама баш секогаш одат со sein. И еве ги. Запишете ги, направете си картичка што и да е потребно за да ги запомните. Глаголот sein, да се биде, во перфект станува ist gewesen. Глаголот bleiben, да се остане, станува ist geblieben. И глаголот werden, да се стане, станува ist geworden. Тука нема преговарање, тие едноставно секогаш одат со sein. Варет, ги разгледавме сите правила. Сега е време да го сумираме сето тоа во еден едноставен водич кој ќе ни помогне секогаш да го направиме вистинскиот избор. Еве еден вид ментална листа за проверка. Кога бирате помошен глагол,
Поставете си ги овие прашања по ред. Прво, дали глаголот покажува движење од точка А до точка Б? Ако одговорот е да, тогаш користите sein. Второ, дали покажува промена на состојба? Ако да, повторно sein. Трето, дали глаголот е еден од оние трите, sein, bleiben или werden? Ако да, тогаш е sein. А ако одговорот на сите овие прашања е не, па тогаш за се друго изборот е haben. Толку е едноставно. И тоа е целата философија. Сега ја знаете логиката за изборот на haben и sein. Останува само уште една работа – вежбање. Затоа, еве еден предизвик. Која е првата реченица во перфект што ќе ја формирате денес? Размислете за нешто што сте направиле и применете ги правилата. Сретно со учењето.